Македонскиот јазик од семејството на јужнословенските јазици се зборува во околу 360 села во северниот дел на Грција. Населението, кое во некои делови од грчкиот дел од Македонија брои најмалку половина од севкупното население, го познава и користи македонскиот јазик и е свесно за своите културни специфичности. Луѓето кои го зборуваат овој јазик во централниот и западниот дел на грчкиот дел од Македонија, самите го нарекуваат нивниот јазик македонски, додека во источниот дел, иако го познаваат ова име, тие повеќе велат дека јазикот кој го зборуваат е бугарски или булгарски. Ова е констатацијата на студијата Евромозаик, проект на Европската комисија за заштита на малцинските јазици. Според оваа реактуализирана студија, македонскиот јазик е еден од малцинските јазици кои се зборува во Грција и во земјите членки на Европската унија. Иако Грција беше обврзана со меѓународни договори да го негува јазикот на малцинствата, во практиката во образованието се прави се за да го забрани неговото користење. Македонскиот јазик денес не се изучува во Грција. Тој е одсутен од масовните медиуми, па дури на локално ниво. Врвните европски лингвисти кои работеа на студијата нарачана од Европската комисија не се водеа од политички, туку од научни побуди. Така, не само што не водат сметка на официјалната грчка позиција дека на нејзина територија не постои македонско малцинство и не се зборува македонскиот словенски јазик, тие го вброја македонскиот јазик во јазиците кои се зборуваат и масовно се користат во Грција. Во студијата се нагласува дека грчката држава епизодно се обидува да прикаже преку некои повеќе или помалку во наводници научници дека овој јазик е варварски и нецивилизиран, а се измислени и теории кои сакаат да докажат дека јазикот е мешавина на грчки и словенски или дека потекнува од старогрчкиот јазик.